Добро вечер. Следува уште едно издание на Рапорт. Расте бројот на случаи на семено насилство во Источна Македонија. Статистиките говорат дека во овој регион е најголем бројот на случаи на семено насилство. Повеќе на оваа тема ќе разговараме со доктор Нада Симовска, која истовремено е и председателка на Организацијата на жени во Пехчево и која се бори за правата на жените, а активно е вклучена и во проектот Ало докторе. Морална поддршка, некој му дошол, некој го информирал за некои работи, негови права, што треба внимание му посветил, а тоа е најголемата желба на стариот човек. Така, колку членови? Внимание, Извинете, колку членови брои ова здружение во Пехчево и дали действува и во регионот, во останатите општини од регионот? За овој проект е многу добар. Па на тие поселата што нема приод, што не може, како ние са сме од село, а имаме многу голема река. Са сме на терапија били, на лекар и тоа е многу ни е потребен Ало докторе. Добро вечер, госпоѓа Симовска, и добро дојдовте во Рапорт. Добро вечер и добро ве најдов. Така, вие освен што сте педијатар, вие исто така сте активно вклучени и во проектот Ало докторе, а истовремено сте и председател на Организацијата во Пехчево за заштита на жените, односно за правата на жените. Однеодамна заминавте и во пензија. Од каде црпите инспирација за да бидете активни, а не пасивни? Кога замина во пензија, тоа не значеше веќе пасивност на моите активности, кои што веќе беа започнати во тек. Ако почнеме од активноста во Организацијата на жените на Пехчево, кај што сум формирач на организацијата, а во исто време сега се уште актуелна председателка на организацијата. Ало докторе, веднаш после моето пензионирање, почна со работа проектот Ало докторе, се пријавив за учество, бев избрана од страна на комисијата за избор и сега сум активно веќе вклучена година и неколку месеци колку што постои овој проект што функционира телефонот. Во Ало докторе сме ангажирани 25 специјалисти кои што работиме 24 часа и одговараме на прашања поставени од граѓаните во широм Македонија. Така. Мислам, Организацијата на жените, ако продолжиме од тука, е организација која што реков веќе на 15 декември прослави 20 години од своето постоење. Тоа постоење 20 години има и своји активности, така да во текот на разговорот може да ги кажеме дел и од активностите на Организацијата на жени, чија што мисија е користење на сите права на жената, како човекови права, основни човекови права, да ги користи и жената. Така, според вашите истражувања, се извинувам, колку е застапено насилството врз жените во регионот? Значи, Организацијата на жените работи на сите права човекови, особено се бориме против семејното насилство. Односно, насилство како појава, секако вид на насилство, а сме насочени кон она што најчесто се случува кај нас во Македонија, па и во нашиот регион не е исклучок, се семејното насилство. Ние како Организација на жени сме вклучени во еден голем проект на Совет на Европска Унија, како локален партнер на Националниот совет за родова рамноправност во Скопје. Во големиот проект, како што го реков, со здружени напори кон нови европски стандарди во борба против семејното насилство, така наречено родово базирано насилство. Знаете дека се уште во Македонија оној родов јас не е надминат, се трудиме, значи, како организација и тука да премостиме, да не постои тоа веќе машки-женски работи или ако е жена не заслужува да биде на некое работно место кој што постои рамноправност. Да, за да ја направиме таа рамноправност поблиска, тој јас да го намалиме. Ме прашавте дали колку е застапено семејното насилство. Значи, оние проценти што ги слушаме и ги слушате и ги знаат граѓаните, дека секоја четврта жена е жртва на семејно насилство и нашиот регион не е исклучок. Ние со нашите истражувања, бидејќи на овој проект веќе работиме 4 години, во нашите истражувања, бидејќи видиме, правиме
интервјуа, анкети меѓу населението, а поготово не се анонимни анкетите, бидејќи директно работиме со жените жртви на насилство. Така да они нас веќе препознават како организација која што ги брани нивните права и ги заштитува, така да се обраќат и према нашите истражувања, значи насилството може би сега малце повеќе се пријавува, па затоа и бројот е зголемен, да го речеме, меѓутоа постои и тешко ќе настојуваме да го намалиме, а до искоренување секако треба да бидеме стрпливи, да биде процес, ќе биде процес за што ќе трае, меѓутоа ќе сме задоволни ако некаде успееме да го намалиме процентот, односно секоја четврта жена. Дали знаете дали имате сознание кој е бројот на... Па ние како бројка, бидејќи знаете ние сме мало место, општина Пехчево е мала општина. Така. И точно бројките ги точно знаеме, меѓутоа поинтересно е да ги кажеме во процент, значи тоа се ако секоја четврта жена е жртва, тоа се околу 200 жени во нашиот регион се постојани, повремени или жртви на семено насилство. Кои мерки и активности, односно со кои институции соработувате за да ги реализирате овие активности за насилството врз жените, да се спречи? Така, значи целта на проектот практично, сега ќе се држаме по мотото на проектот, е да се постигне намалување на бројот на жртви, да направиме видливост на оние луѓето што се загрижени, што се заинтересирани, што треба да се на местото каде што треба да ја заштитат жената. Така. Работиме на превенцијата практично, а превенцијата е да се почне од најмали нозе, да се воспитуваат прво децата за ненасилство меѓу нив, а потоа тоа да се прерасне нели во семејството. Зашто нели најчесто викаме дека ако децата биле се во семејство со кај што биле практично жртва на насилство неговата мајка, знаеме дека најмногу страдат децата во такви семејства. Затоа од тука да почнеме да добијат друго мислење дека во семејството не мора само со насилство да се живее, него дека може да се живее и како нормално, така да го речеме, со љубов, со мир, сега кои институции се знае веќе одма по самото кажување, што се работи за семејство, за мир во семејството, најповикани институциите се центрите за социјални работи, полицијата и Министерството за правда. Така да сите тие све и уклучени со своји членови во нашата мисија, мислам во мисијата на проектот што е. Така да со нив соработуваме, одржуваме стални состаноци и со новиот закон сега за семејно насилство, кој што е иницииран пак преку невладините организации, тоа мора да го потенцираме, има промени во законот и подобрување во односот на институциите према жртвата. Ете, ние имавме многу жалби, пожалби, мислам се жалеа луѓето, особено жените, дека не се добро кога ќе се пријават за дека имат насилство, да дојде, наречеме, полиција. Се пријават прво некој во полиција, ќе дојде полицаецот, службеникот, сега полицаецот, ќе дојде службеникот и вообичаено во малите места тие се знаеме, се познаваме, па најчести одговори ќе бидат, па што сега не викаш, ти си го барала да добиеш шамар или ќутек. Така да тие работи, тие односи сега ги надминуваме со тоа што имаме тесна соработка со полицијата и со Министерството на Центарот за социјални работи, тој е меѓуопштински центар Берово, Пехчево за двете општини. Имаме добра соработка, тоа многу зависи и од луѓето, од инспекторот во полиција, значи имаме добра соработка во смисла. Сме и во комисија, односно тело, координативно тело за справување со насилството во моментот, превенирање на насилството, меѓутоа и активно учество кое ќе се пријави насилство. Така да тоа комуникацијата е со телефонски броеви, тука имаме членови, значи, од организацијата на жените, од невладината организација, од здравство, полиција и Центар за социјални работи, има правник, значи тоа тело работи
како се вика, на лице место. Така, дали е анонимно? Не, како мислите анонимно? Дали еве кога ве бараат некој да пријави семено насилство, дали посакуваат да биде анонимно? Може би порано било така, меѓутоа во овој случај не може да, мислам, комисијата мора да го знаеме, анонимно во смисла, тоа мислам, ние не само како македонци, воопшто луѓето патиме од таа стигма да не чујат комшиите, меѓутоа се помалку се плашат од тоа дека ќе знаат комшиите, зашто знаат дека ако знае комшијата, зашто сега и комшијата може да го пријави насилството, така да значи го има тоа, меѓутоа не е задолжително законски да биде анонимно. Така. На што друго работи организацијата на жени во Пехчево? Значи, ова сега, пошто е последен проект, работи во многу активности, бидејќи сме насочени за подобрување на економската моќ на жената, значи покрај основните човекови права. А за тоа нешто се настојуваме да дојде да жените домакинки дојдат така да бидат конкурентни на пазарот на труд, до едукации правиме. Сега, мислам, работиме подолго време исто така, подолго време на проект за грижа на стари лица. Ние како организација на жени иницииравме и го работевме проектот, формиравме мобилен патронажен тим за нега и грижа на стари, болни, изнемоштени лица во домашни услови. Како се покажа овој проект? Тој проект се го крстивме Добро утро, како сте, така сме и популарни и веќе, мислам, препознатливи по проектот. Така да навистина беше пионерски чекор, меѓутоа луѓето што беа посетувани од овој наши тогаш патронажни сестри, кој прерасна сега во асистенти за пружање на помош на стари лица во домашни услови, значи од 2010 година нашиот проект, што беше поддржан секако и од Министерството за труд и социјална политика, од надворешни донатори, канцеларијата што во Скопје, Лудвиг Болцман за поддршка за права на човекови права, заштита на човекови права. Така да работевме на тој проект. За среќа, тогаш ни беше партнер и општината Пехчево. И бевме поддржани. Тоа сега од 2010-2011 година прерасна во постојан проект од социјална заштита на општината со општинско корисна работа. Да. Така. Значи продолжи, така да следната година, претходната година имавме асистенти 6 што идеа, што беа поддржани финансиски од општината. Оваа година имавме 16. Имавме 16 жени уклучени и во селските населби. Значи мене ми беше, мислам, една од настојувањата овој проект да го прошириме не само во Пехчево и во нашите села, а сигурно и во сите општини ќе биде тој проблем дека во селата старите луѓе што немат поддршка од семејството, имат многу голема потреба од доаѓање на некого во неговиот дом за една морална поддршка. Некој му дошол, некој го информирал за некои работи, негови права што треба, внимание му посветил, а тоа е најголемата желба на стариот човек. Така, колку членови? Внимание, Извинете, колку членови брои ова здружение во Пехчево и дали действува и во регионот, во останатите општини од регионот? Организацијата на жените, значи, имаше од формирањето едно постојано членство, преголема бројка, мислам над 200 членки, што активни членки сега може би имаме некаде околу 30. Активни се сметаме сега и ангажираните жени во проектите, се практично од активистки што се во организацијата на жените, а се млади жени што се без работа, се пријавуваат во Завод за вработување. Така да членството, пошто нема, мислам, сите жени се членки во оваа организација. Нашето собрание брои од 31 една жена, што мора да има законска норма за одржување на годишно собрание, изборно собрание, така да бројот е онолкав колкав што има потреба. Значи, ако некаде се патува, се организира некои настани, значи покрај другите активности, ние имаме и ваков вид на активности организацијата на жени.
тогаш имаме и по 2 автобуса жени заинтересирани да појдат, да речеме, на... Во останатите општини од регионот или? Од останатите општини од регионот ние имаме соработка. Организацијата на жени има соработка со Агровинка, Виница, со организациите во Делчево, повеќе соработуваме, мислам, не само женски организации, и други невладини организации, меѓутоа во овој момент сега сме повеќе на локално действување. Така. Дали жените се срамат да пријават семено насилство, односно колку често тие пријавуваат семено насилство? Знаете дека на ниво на Македонија постои национален телефон, национален SOS телефон, кој што ние го имаме истакнато во нашата канцеларија во Организацијата на жените на Пехчево, и секаде каде што можеме го посочуваме како можност да се пријавуваат, значи на тој телефон. Друго е, откако ние почнавме активно да работиме на семејното насилство, откако останавме видливи на некој начин како организација, бидејќи тука не само што во организацијата можат да дојдат да се пријават и лично, да се пријават по телефон, познавајќи на нас членовите што сме во проектот, се обраќаат директно кај нас. Нема толку срам. Нема срам. Не, мислам, имаше порано, тоа можам да го збориме статистики за неколку години наназад. Јас и како доктор можам да ви го кажам овој податок, пошто го кажувам можеби секаде, ама и тука така го рачунам како е интересен. Кога ќе ме прашаа мене, да речеме, пред 20 години. Условно, зашто? Кога работев и како општа пракса предходно, повеќе од 20 години за тоа, кога ќе ме праша дали во Пехчево има семејно насилство, јас ќе гарантирав и сигурно и како доктор ќе тврдев дека нема. Така да. Зошто нема? Зошто интервениравме ние на повредени жени, крпевме рани, имобилизиравме коски, ама жената секогаш беше паднала од степениците, нешто се удрила со нож, значи со изговорите, никогаш ние не можевме да регистрираме семејно насилство. Додека во последно време се знае, значи мислам жените се охрабрени, тоа е многу битно, практично нашата мисија е и тоа, да ги охрабриме, она што не е во мислам не се согласува во текот на животот да го живее, да може да го промени на начин кој што ние можеме само да ја посоветуваме, да ги кажеме, да го кажеме патот на тоа. Значи се помалку се срамат, има не да се срамат, него го сфатиле жени, има значи некој број, сега не можам со бројки точно да располагам, меѓутоа дека тоа го сфатиле како па тоа си е нормално. Као мислам тоа ми се случи во Црник, во село Црник, имаме мешана популација, имаме средби, седенки правиме по некои други проекти, ќе дојдеме и до тоа можеби, за рурален развој на жената. И кога ќе збориме на тие седенки, беа седенки со повод, а поводот беше насилството, семејно насилство, да го продискутираме во една интимна атмосфера со комшиките. И таму ќе рече, па тоа не е ништо, па што, знаете, она сега, се извинувам, како вицот, ако нема тепа, не ме сака, испаѓа работата. Али, кога ќе разговараме, кога ќе видиме дека она не треба тоа да го трпи по никој основ, и не треба да го... Сега ова го спомнав дека работиме на подигање на економската моќ на жената, па го кажав проектот за грижа на стари лица. Тоа е тоа зашто во овој проект практично ги ангажираме и со надомест жените што работат, тоа и најчесто се, не најчесто, него се жени што се пријавуваат во центрите за вработување и барат активни баратели на работа. Така. Освен кај насилството врз жените, постои ли насилство кај мажите? Дали имате регистрирано некој случај? Имаме регистрирано случаи, имаме и се жалат и мажите, веќе се мислам, па тоа е тој родов јас да го разјасниме. Ние знаеме дека има и обрат на насилство, значи не само врз жените, него и врз мажите по разни основи во семејството. Знаеме особено сега кога дојде сега ги знаеме промените и дека и покрај тоа што невработеноста може би е голема, меѓутоа конкретно во нашата локална заедница работно ангажирани се повеќе жени.
Имаме конфекции, тоа се сигурно и за во Источна Македонија, во Штип, мислам, град на конфекција и во на текстилот. Имаме и мислам организации, индустрии, дрвна индустрија, меѓутоа шивачки, тапацери, лакирница во фирмите кај што се работи, обработува дрво, поголем број се вработени жени. Што сакам да речем, работи само жената, мажот, значи се променија во еден период, се промени, улогите се променија, мажите се повеќе дома, не се вработени, а сега дали се дома, нешто земјоделие работат, меѓутоа е сепак и тоа се настојуваме да го промениме кога веќе мажот е дома да биде семено активен, корисен, нели, во семејството, со тоа што пак се случува, значи, она тројна улога на жената, се чека жената да дојде од работа, па да направи јадење и да се јаде, а во ова сега се менуваат малку улогите. Сега, во оваа ситуација, значи, мажот што е дома се осеќа инфериорен. Тоа, значи, инфериорен, сега он седи дома, жена му донаса плата и тука пак настанува, значи, он конфликт. Сега, може би и он ќе го предизвика, меѓутоа може и жената да биде таа што вербално или психички ќе го насилството не е само тепање, значи насилството е многу видови на насилство, познаваме и ги препознаваме и мислам чини меѓу интелектуалците, меѓу високо образованите луѓе и луѓе на високите положаи, да ги речеме високи во власта или во функции, во институции или во фирми, па има друг вид на насилство што може би е уште потешко од физичкото. Така. Каква е возрастната структура? Еве, дали на удар се помладите брачни парови или оние со повозрастна старосна структура? Значи, конкретно во нашиот регион и нашите истражувања, знаете како, почнуваат од млади и веќе и стареат. Значи, цел живот додека се во брачна заедница има тој конфликт, нели? И насилство на било кој основ, меѓутоа и физичкото насилство. Значи, старосна граница практично нема. Мислам, ние зашто во семејствата насилството не е само маж-жена, него насилството е татко-керка, мајка-керка, значи судир на генерацијски мислења, нели? И повеќе видови на насилства. Имаме насилство, мислам, во истражувањата девер, снаа. Веќе свекрва снаа, тоа е познато, па и снаа свекрва и тие се, мислам, чести така. Значи, не бира, нема генерацијска, да кажеме, најчести се во таа возраст, не. Мислам, почнуваат од 15-та година па до 75, да речеме. Имаме еден податок дека заедно со организацијата се борите и за ратификување на Истанбулската конвенција преку програмата Подпишувам. Зашто станува спор? Значи, целта на проектот со заеднички напори, што го спомнав напред на Европската Унија, е практично подпишување, односно ратификување на Истанбулската конвенција, која што е се конкретно за правата на жената, едно од правата на жената, значи за ненасилство, односно борба против семејното насилство, родово базирано семејно насилство. Во овој проект е кампањата практично Подпишувам.org. И сега можеме на крај да кажеме дека треба да се подпишува до крај. И други активности, значи околу подпишувањето на Истанбулската така наречена конвенција, зашто се одржа во Истанбул. Нашата земја е потписник на оваа конвенција, меѓутоа, знаете, за да почне да функционира и да има важност законска, треба да се ратификува. Значи повторно подпишување. Ратификувањето бара промени на законските прописи, како што се во конвенцијата. Така да и за тоа си треба процес. Некои земји во нашата околина ги ратификуваа конвенциите, меѓутоа не мрдна со прст околу активирање на законските одредби да се адаптират според таа конвенција. Ратификувачите на конвенцијата, државите, се обврзани да ги исполнат тие задачи. Бидејќи во Совет на Европа постои комисија што како ревизија на
однесувањето спрема Истанбулската конвенција, така да тоа е целта на нашата кампања Потпишувам ОРГ, па и практично на проектот цел кој што ние реков дека сме локални партнери, Националниот сојуз за родова равноправност е партнер, а членки и партнери се сите, мислам, организации на жени, сојузи, мрежи од поранешните југословенски републики, од сите, плюс Албанија и Австрија. Така да, мислам, тој целиот наш балкански регион го опфаќа, така да на овој начин, Потпишувам ОРГ е практично кампања да се што повеќе потписи да се соберат, за да може да како петиција да го пуштиме како до нашата влада, за да може веќе да се работи на случајот да се ратификува. Со тоа што идеме и преку нашите пратенички од нашиот регион, кои што се редовни членки за среќа, имаме 2 жени пратенички од 2 големи партии, кои што може да направат влијание за ние сме една мала капка во комплетната за ратификување на Истанбулската конвенција, меѓутоа сепак сме некој фактор што може да допринесе да се стимулира, да се запознаат повеќе луѓе, повеќе носители на овие законите, нели? Тука спаѓаат пратениците, пошто знаеме дека парламентот е законодавниот дом. Така да мислам веќе е иницирано за да се ратификува оваа конвенција. Така, госпоѓо Симовска, на почетокот споменавме дека сте активист во проектот Ало докторе. Како се покажа овој проект? Дали има интерес? Не може да се каже активист, бидејќи таму сме ние со хонорар, мислам, сите сме специјалисти што работиме, така беше, специјалисти од различни области. И овој, мислам, практично е како дополнителна работа на не само на пензионери, бидејќи таму секако се ангажирани специјалисти кои што се уште активно работат, меѓутоа мора да има и треба да се има некое искуство. Затоа се покажа практично, не дека сега јас сум таму како пензионерка, меѓутоа дека сепак постарите сме поискусни во однос на помладите генерации, земајќи ги во предвид прашањата кои што ги добиваме на Ало докторе. Кој е бенефитот од ова? Дали конкретно во источниот регион, дали има интерес за ова? Ако мене ме прашате, и секаде сега не дека јас сум дека јас сум пак речам во проектот, меѓутоа навистина од јавувањата на пациентите, од нивните искажувања за важноста, за значењето, за доброто дело со Ало докторе, и ние заклучуваме дека навистина требало да се измисли овој телефон, ова институција по проектот Ало докторе. Навистина има премногу јавувања, може би имате информации постојано, има информации и на веб страната на Ало докторе, а и во медиумите, во националните медиуми постојано се информира која е отприлика бројка во текот дневни повици, неделни повици и месечни повици. Тоа е навистина фрапантна бројка и не треба да се занемари. Јавување има од секоја, практично од источниот регион. Од каде најчесто се јавуваат? Најчесто, морам да кажам, јас сум гостинка во вашата телевизија во Штип, регионална, меѓутоа од Штип имаме многу јавувања. Што најчесто е? И према бројот на жители, советите најчесто? Вака сега, на Ало докторе ние даваме совети за прашања има различни, многу различни прашања. Сега во сезона најчести се прашањата висока температура, редовни прашања за хронични болни, астматичари, хипотоничари, диабетичари, хипертоничари, висок крвен притисок, низок крвен притисок, аритми, кардиолошки прашања, застој во мокрача, уролошки прашања, гинеколошки. Ако, мислам, нема област од која што не сме добиле прашање и интимни прашања, зашто има
особено помлади, да речеме, па и постари, се уште се срамат да побарат совет или преглед кај матичен доктор, па прво нас ќе не прашат за некои проблеми што ќе ги приметат. Така да сепак нашиот совет е дека треба доктор да го види, меѓутоа онаму кај што можеме со совет само да помогнеме. Некојаш советот се сведува само да си сваре чајче. Како... Значи, освен за здравствени проблеми, вие советувате и за други? Да, ние мислам има како да откаже термин во мој термин, например, на кој број да се јави ако треба некаде да се обрати, па ние им помагаме. Мислам, тоа не е нашата работа, меѓутоа во секој случај секој што се јави биде услужен со прашањето што ќе го постави. Имавме мислам ги упатувавме исто така. Имаше жртви на семејно насилство што се плашеа да пријават било каде, бидејќи викан јас пријави, вика во полиција, меѓутоа кога дојде во полицијата јас уште од тогаш имам уште пострашни трауми од семејството. Татко се жалеше на семејно насилство од син, например. И затоа вика не смееме тука вие некако да ние да кажем, а што ние да направиме, кажуваме броевите SOS телефони каде да се обратат. Значи ние ги имаме тие телефони кој може да им помогне. Една забелешка сакам да ја кажам и ја кажувам секаде од јавувањата во почесто да ја кажам од Скопскиот регион, заклучувам дека има премногу сами стари лица што живеат сами, што практично немат семејство од никој или па семејството се откажало на некој начин од нив. И тука помагаме со тоа што знаете дека и во Црвен крст на Македонија има овој проект за нега на стари лица. Па и таму им ги даваме броевите на телефони, се обраќаат, прашуваат да им се најде можност да се вклучат, да им се помогне, зашто не може да се грижа, а не може, знаете дека не е популарно сега во голем град да најдеш некој да чува стар човек, па овие настани што се случуваат, нели, насилство врз луѓето што ги гледат. Пак се вратиме на ова, мислам, ако е во Ало докторе, меѓутоа дека на лицата што ги негуваат старите лица, сепак треба да потекнуваат од некој центар, од некој значи постручни, прво да бидат они остручени, ама некој да знае дека денеска жената е на нега кај клиент, нели? Затоа што навистина се изложени па на секакви малтретирања од непознати, необучени и немат можност на некаде да се јават, да ги речам, негователи, не мора да се само жени. Така, која старосна граница и структура е овде присутна во Ало докторе најчесто? Па да ви кажам, најчесто е повозрастната. Тука над 65 години се најчесто јавуваат, меѓутоа се јавуваат и за деца, за бебиња, за бремени се јавуваат од 15. Најмал пациент има в 15 години. Мислам, само дете што се јави директно, инаку најчесто на малолетните се јавуваат баби, има многу загрижени што се јавуваат за внучиња, има температура или нешто бабата погрешила во негата, па да нема реперкусија од страна на керката или снајата, зависи кој внуче го чува. Така да, значи, исто и тука нема старосна граница. Се јавуваат многу. Така. Госпоѓа Симовска, да погледнеме анкетата, што мислат граѓаните за проектот Ало докторе? Знаете ли за проектот Ало докторе? Да, знаеме. Така, сте се јавиле ли некогаш? Не. А доколку имате потреба, еве, кога сте дома нешто ви се случува или сакате да прашате нешто, дали би се јавиле? Да. Да, ќе се јавиме. Што мислите еве за овој проект? За овој проект е многу добар. Па на тие по селата што нема приод, што не може како ние са сме од село, а имаме многу голема река. Са сме на терапија били, на лекар и тоа многу ни е потребен Ало докторе. Многу ни е потребен. И многу е потребен за сите. Што мислите за проектот Ало доктор? Мислам дека добро е. Се растоварија многу. Да, и општите, и кога идеш во болница, нема
Гужва што викаме. За едно обично прашање. За една, така. Така. Дали вие би се јавиле еве доколку би имале потреба? Сигурно. Тоа е многу практично. Практично и штедиме време на генер. Што мислите за овој проект? Дали сте се јавиле досега? Не, не сам имала потреба. Така, а доколку имате потреба, дали би се јавиле? Па ќе се јавиме ако има потреба, ако не. Што мислите за овој проект? Најнормален проект. Им користи ли на граѓаните? Па би требало да им користи, не знам. Така, ја слушнавме анкетата, еве краток коментар. Па ете, од самата анкета гледаме дека граѓаните се задоволни, тие што знаат за проектот, знаат за бројот на Ало докторе, можам и да го повторам, се гледа дека се имат, дури го имат и користено, а штом го имат и користено, се задоволни. А и од самото јавување и инаку на Ало докторе, кои ќе ни се јават, пациентите, поголем дел, особено оние кои што не се мокни да отидат на доктор во моментот, а доволен е само совет за нивната здравствена состојба, се презадоволни, дури барат каде да се обратат за да го кажат тоа дека Ало докторе, ако не бил воспоставен, требало да се навистина некој да го измисли и дека треба да постои. Еве, госпоѓа Симовска, уште едно прашање за крај, да се навратиме на организацијата на жени во Пехчево. Кои се следните активности, кои ќе следат во иднина? Па значи ова си течат проектите за семејното насилство. Сега работиме исто така во партнерство со Фондација Елена Лука на едукација на младите во средното во гимназијата Ацо Русковски, што има паралелки во Пехчево, на едукација, кај што ќе се одржат 3 работилници од родова рамноправност, семејно насилство и воопшто дискриминација. Значи, за тоа подигање на свеста за свесноста им за мислам начинот на живење во едно семејство ненасилно. Потоа престои веќе во партнерство со општината веќе неколку години. Прво, организацијата на жените беше иницијатор и организатор 3 години за ред на етносаемот Пехчевски Павловден, каде што жените со своите ракотворби, значи да покажат она што го работиме дома и нашата традиционална храна. А од оваа година веќе во партнерство со општината ќе го организираме, макар тоа веќе 7 година ќе му дојде како се организира. Иначе учествуваме со организациите на жени на други манифестации и во Македонија и надвор од Македонија. Учествувавме во манифестација во Краљево, например, на така наречена нивна пасулијада, сребрен казан. Во Бела Паланка бевме со денови на баницата, па ние добивме и златна медаља на тие надпреварувања. Редовно учествуваме на 15 октомври на денот на руралната жена со наши производи и учествуваме, значи и таму има надпреварувачки карактер. А инаку тоа не го спомнавме од активностите. Работиме и на развој на руралната жена како членки во мрежата за рурален развој во Македонија. А инаку како организација сме членки во повеќе мрежи кои што допринесуваат до нашите активности, значи и во однос на тоа членување во мрежите, во мрежата за Македонска платформа против сиромаштија, и тука имаме доста организирани хуманитарни акции. Сега во Пехчево имаме семејство со 4-то дете на нова година, што се роди прво дете во новата година, па преку наши активности, преку Македонската платформа против сиромаштија обезбедивме пакети прехранбени за тоа семејство, така да конкретно. Така. Ваш коментар, еве, односно совет до жените кои се изложени на семено насилство. Советот е секогаш исти. Не треба да трпиме семено насилство. Секој сака дома да дојде во мир и тишина, да сака дома да дојде, зашто ќе биде добар односот во семејството. Совет на жените, значи, доколку не можат сами да се справат со насилникот, треба да се обратат до институциите, до Организацијата на жените, до Центарот за социјални работи, до полициската станица, мислам, ги знаат они броевите. Сега знаеме дека со новите закони може било кој да пријави насилство во некое семејство што мислам што ќе го види насилството, што ќе биде присутен, што ќе биде сведок
и дека треба тоа да го прави. Зашто видено некажано е исто како да сме учесници во тоа семејно насилство, значи сме поддржувачи на некоја од Така. страните. Госпоѓо Симовска, ви благодарам на гостувањето во Рапорт. Јас ви благодарам што ме поканивте и што имав можност да ги запознам луѓето со неколку од нашите активности, а со тоа се надевам дека и они ќе се задоволни, пошто некои може би чуле или не чуле за проектот Ало докторе, па да се јавуваат, да имаме почесто јавување, а во однос на семејното насилство сите заедно да се избориме. Значи, може уште една емисија Рапорт, пошто имаме за рурален развој теми што треба да ги подкрепиме, пошто нашето подрачје е рурално. Така, во следна прилика. Така. Почитувани гледачи, заврши уште едно издание на Рапорт. Се гледаме идната седмица во истиот термин со нова тема. Имајте пријатна вечер. Довидување.